Го следите неделното интервју на Слободна Европа. Во него гостин е Имер Салмани, председател на Нова демократија. Господине Салмани, со формирање на влада во сенка и се поголемо присуство на теренот, влезе ли вашата партија во изборна кампања и дали на Македонија и се потребни предвремени избори или има други поприоритетни прашања? Во изборна кампања ќе влеземе во моментот кога ќе се прогласат изборите. Меѓутоа цениме дека политиката која што се води во моментот од страна на владачката гарнитура ВМРО-ДПМН и ДУИ зрачи премногу негативно не само во јавноста, туку и кај секој граѓанин на Република Македонија. Ги руши основните столбови на ова општество, значи перспективата за развој на економијата, за развој на државата онака како што ја посакуваме, развиена, толерантна кон секој поединец, со еднакви права и можности на албанците, македонците. Се разбира дека сето ова, гледајќи го, не можеме ние да останеме неми, затоа што сме дел од ова држава, дел сме од политичкиот живот и затоа нашата партија формираше влада во сенка, која што сите подрачја темелно ги обработува и излегува со своји понуди, не само со критика. Дали во случај на нерешавање на спорот со Грција би поддржале дистанцирање на албанските политички партии од владата или секоја партија треба да има индивидуален пристап и како вие би се однесувале? Ценам дека излегувањето на политичката партија ДУИ од владата ќе биде нивна одлука, меѓутоа одлука која што би можела на некој начин не само да го акцелерира процесот евентуално на предвремените избори, меѓутоа одлука која што навистина со тешки последици не само веќе во надворешната политика и по однос на внатрешната политика Република Македонија ќе се соочува. Нашата препорака е да чим и двете најголеми политички партии во моментот, значи ДУИ и ВМРО-ДПМН побара мандати од граѓаните 2008, добија мандати, ветија дека Република Македонија ќе внесат во НАТО и во Европската Унија. Тоа не го прават. Мислам дека е честно да се откажат или да излезат пред јавноста, да им кажат дека се немоćни да го решат овој проблем, затоа што не знаат како и не може да ја преземат одлуката, односно не може да донесат одлуката за да понатаму нашата држава се развива. Затоа ние како опозициона политичка партија сме секој ден повеќе и повеќе не само пред јавноста со понуди, со критики, туку алармираме дека треба да се вразумат политичарите кои што денеска го имат парламентарното мнозинство и да размислуваат со главите онака како што ќе биде само во интерес на граѓаните, а не само во интерес на нивните политички партии. Дали ДУИ има пасивна улога во владата или треба да остане во неа се дека не се реши спорот со Грција? Мислам дека ДУИ треба со своите 18 пратеници да има активна улога, не само за решавање на спорот. Значи, ДУИ треба како озбилна политичка партија, онака како што претендира, да си ја врши својата задача и она што го ветила пред електоратот, пред своите бирачи, да го исполнува. Од она што тие го ветија, ниту 1% не е реализирано. ДУИ своето присуство во владата за жал го сведува на секој 2 до 3 или 4 месеци со вработување на 200 до 300 кадри од својот подмладок, значи партиски, толку. Нивното седење во владата вака, како што е сигурно дека не е корисно, односно бескорисно е за албанците, а бескорисно е само и за државата. Дали е можно да се најдете на страната на опозицијскиот фронт предводен од СДСМ или е можно коалицирање со ВМРО-ДПМН, што се споменуваше како можност при формирањето на вашата партија? Мислам дека ова последното премногу злонамерно беше протолкувано, протурано, дека ние имаме некакви односи со ВМРО-ДПМН. Ние од почетокот, значи, сме опозициона партија.
Ние од почетокот излеговме со наша визија, наш концепт, наша програма. Ние од почетокот излеговме со наши кандидатури на локалните избори и на претседателските избори, дури пред ВМРО, пред ДУИ и ДПА да излезат, така што апсолутно водиме ние наша политика. Во однос на ова првото прашање, можност за коалицирање со СДСМ, односно создавање на фронт со СДСМ, ценам дека во моментот ние не се наоѓаме во тој фронт и не се гледаме во тој фронт. Меѓутоа, понатаму соработката не се исклучува со било која друга политичка партија, вклучувајќи СДСМ, ако ние имаме заеднички програми, заеднички идеи. Меѓутоа, тоа може да биде само постизборно. А со ВМРО да помене, не би коалицирале ни сега, ни во иднина? И сега немаме причина да коалицираме, затоа што цениме дека самиот концепт на водење на политиките апсолутно се разликува од концептот и визијата на нашата политичка партија на Демократија ЕРЕ. Уште еднаш го потврдувам дека постизборно можеме ние да седнеме, да ги погледнеме решенијата и ако се согласуваме, можеме да коалицираме. Што би е дефинирало иднината на едно политичко партнерство? Иднината на секое политичко партнерство е не 100%. Не можете вие да очекувате, значи, две различни или три различни политички партии 100% да се согласуваат со концептот, визијата за водење на државата. Меѓутоа 90-95% мора две политички партии да се согласат за да можат заеднички да функционират, да работат во остварување на таа програма. Ценам дека предизборните ветувања веќе постизборно треба да бидат составен дел на програмата на владата на Република Македонија. Хендикепот и дефектот на ова влада е што предизборните ветувања на ВМРО ДПМН се составен дел на владата на Република Македонија, додека на ДУИ апсолутно се никаде. Затоа и ДУИ со толку многу слаб договор и слаби позиции во владата од првиот ден делува тотално инфериорно, пасивно, делува подчинето, вазално и делува дека исклучува е само заради позициите на неколку министри, неколку директори, значи исклучува за нивните лични интереси. Ако ги погледнете регионите кај што живеат, општините кај што живеат албанците од Липковскиот крај па до Скрушкиот крај, навистина е мизерија. Луѓето не случајно се иселуваат, не случајно ги затварат нивните куќи и масовно, значи, бегат од државата. Кога се појавивте со вашата партија, сакавте таа да биде од граѓански карактер, но се повеќе навлегувате во етнички теми. Како го објаснувате тоа? Сите политички партии во Република Македонија се граѓански, значи ни една партија не е национална, еднонационална и така натаму. Така што ни нашата политичка партија не е еднонационална, значи ние имаме пред се, значи, членови албанци, меѓутоа имаме и од другите етнички заедници. Она што во нашата платформа и нашиот концепт се добрите меѓуетнички односи, се интегративните процеси како приоритет број 1, се благосостојбата, економскиот развој, отварањето на нови работни места, значи не е само граѓански концепт, туку е концепт кој што им одговара на сите етнички заедници. Во последно време, поготово со појавување на енциклопедијата, па понатамо со последниот проект Скопје 2014, кој што внесе многу немир, односно состави веќе ѕидови меѓуетнички, значи помеѓу албанците, македонците, муслиманите, христијаните. Проектот за учење на македонскиот јазик од прво деление, па бојкотот на истиот проект, од една страна, од друга страна, не и учењето на албанскиот јазик за македонците и другите етнички заедници во минимум, значи општините кај што 20% живеат албанци, се прашања кои што ги преокупираат сите граѓани, поготово албанците, и се разбира дека кон ова тема ние пристапуваме со голем разум и сакаме овие теми да ги решиме. Тоа не значи дека една политичка партија која што сака благосостојба не треба да се вклучи и во решавање на овие тешки деликатни прашања. Ние токму тоа го правиме затоа што цениме дека мирот, стабилноста се главен предуслов за да имаме ние мир во државата, мир дома и се разбира за да имаме економски развој. Ви благодарам на разговорот. Благодарам на вас. Го следевте неделното интервју на Слободна Европа. До гледање.